Стадион. Емисија за вашата вистина. Ние на линија го имаме Кирил Лазаров, македонски бизнисмен, собственик на Никоп, главен во македонско-бугарската стопанска комора. Господине Лазаров, дали се слушаме? Да, Столе, се слушаме. Добар ден. Да бидеме конкретни, економијата е можеби единственото поле каде што може да се направи многу голем напредок. Ова го зборам не случајно затоа што последните бројки покажуваат наместо да се намалува соработката поради говорна омраза, овој проблем што го имаме, овој спор, таа размена се зголемила сигурно за 30%. Дали е тоа така, господин Лазаров? Да. Така е, имајќи во предвид 2020 година, споредено со оваа година до 11 месец, значи трговската размена со Бугарија изнесува околу 663 милиони евра, што значи дека заклучно со декември месец, ако тој тренд продолжи, би надминала 700 милиони евра, па може би 720, што радува в тој факт. Пред се должи на да речеме постпандемиските заздравувања, но е исто така според мене и како резултат на обидите за релаксирање и приближување на политичките односи, обидите пред се на САД и на ЕУ по односно ова прашање да добие конкретна разрешница. Така да, имајќи во предвид дека со Турција имаме 587 милиони евра трговска размена, со Косово 342 милиони, само со Србија и со Грција имаме повеќе отколку со Бугарија. Пред се во Бугарија извезуваме руди од олово, цинк и бакар, железо и челик, пластични производи, профили, тутун, облека, а од Бугарија најмногу увезуваме нафтени деривати, масло од сончоглед, дрва, дрвени производи, голем процент има и увоз на струја. Но од наша страна пак исто така се извезува доста во последно време и зеленчук, овошје, вино, лекови. Тоа се меѓу првите топ 10 производи кои што ги има шанси и суфицит да имаме во таа размена. Затоа што Македонија ретко со кои земји има суфицит во размената. Србија, Косово, мислам. Во моментот сме 50-50. Значи, ни на едната, ни на другата страна. Моментално е избалансирана трговската размена, што радува, значи немаме дефицит, да речеш, само Бугарија да извезва тука. Туку тенденцијата е да добиеме во наредниот период и суфицит кон Бугарија, што е ова сам сигнал по себе дека економијата беше запоставена во претходниот период и дека треба силно сега да работиме во однос на тој правец. Пред се околу иницијативите сега што ги има околу коридорот 8, за изградбата на коридорот 8 и неколку помали проекти, како да речеме делницата што се спрема сега експресниот пат Куманово до Крива Паланка. Исто така мега проектот за железничко поврзување меѓу Скопје и Софија, кој што во последно време доста се интензивира и веќе има конкретни рокови кои ќе биде завршен. Граничниот премин Клепало-Креберово е комплетно завршен од наша страна, од бугарска страна уште е во фаза на градични активности, со што би заживеал цел тој регион на едно сосема друго ниво, би се поврзале сите тие туристички центри кои што ги имаме ние од нашата страна со бугарска страна и сметам дека ние како комора цело постојано говориме дека треба паралелно со експресниот пат да се проектира и едно модерно автопатско решение помеѓу Скопје и Софија и тоа директно би кажал, предлагам да се даде на некоја фирма со законско решение во парламентот по примерот на
американската Бехтел и Енка, за да не се губи време во однос на тој процес. Да, И со тоа фактички ние би си го заокружиле целокупниот тој дел, по-големиот дел од наша страна на коридор 8, а тоа коридорот 8 сам по себе значи стратешко поврзување на Црното море и земјите кои што гравитираат околу тој дел и Каспиското море, не само трговски, туку и енергетски, затоа што знаеме колку енергија, колку газ, колку нафта имат во тој дел таму од светот, со Јадранското море. И сето тоа би поминувало низ нашата земја. Станува збор за милиарди долари и евра трговска размена, а не да зборуваме тука сега да достигнеме 1 милиарда со Бугарија. Тоа требаше пред 10 години да биде. Сега нашата цел е минимум 2 милиарди да биде во наредните 3 години. Така што само преку инфраструктурните проекти, преку заекнување на прекограничната размена, Бугарија тука може многу да помогне, има доста потенцијал во однос на искористување на европските фондови, земјоделските фондови, туристичките центри, исто така и доста може да помогнат во делот со сончевата енергија, хидротуризмот, дигитализацијата и така натаму. Пред се што беа заклучоците од Берлинскиот процес. Господин Ламаданов, очигледно економистите, бизнисмените не им веруваат на политичарите, на историчарите. Немате проблем вие кога или се зборувате за пари, за размена, за развој, за бизнис, не зборувате за историја. Немате проблем со Гоце Делчев, со како изгледаат тие ваши состаноци? Ама како да им веруваме на историчарите кога знаеме дека и кај нас и кај нив е полувистина? Значи, кај нив цело во комунизмот зборувале дека непријателот доаѓа од Југославија, а кај нас зборуваа дека непријателот доаѓа од Исток. Значи, ни еден од другите соседи не беше спомнуван како непријател, туку само Бугарија. Значи, тоа е едно систематско перење на мозокот на македонските граѓани. И сега ние сакаме преку ноќ тоа да го исправиме. Значи, не е можно. Јас се слушав и професорката што зборува, тоа мора низ процес и низ постојани и континуирани преговори и разговори да се стигне до вистина која што е прифатлива и за двете страни, па според мене не мора и да се подпишува таа вистина, туку само по себе ќе се исправат тие невистини и тие историски невистини кои што ни се пласирани со текот на годините. Рековте една изјава имаше дека тоа треба добро да го слушнат националистите и на едната и на другата страна. Македонците наместо поради ваквата ситуација, наместо во Банско и Берово се почесто одат Златибор и Копоник. Значи додека двајца се караат, третиот профитира, печели. Така е, значи прво заради инфраструктурата, затоа што е катастрофална према Бугарија и од нивна страна и од наша страна. Второ, заради антагонизмот веќе што е присутен и кај народот во Бугарија и кај нас. Значи таа политичка нестабилност и таа историска тематика што е наметната, историски наратив, направи луѓето што ги имат како пријатели да не се веќе истите. А да не зборуваме за обичните работени по ресторани, по хотели, на граничните премини, значи сосема друга слика е кога денес ќе отидеш во Бугарија и кога си бил пред 2 години. Да завршиме со една друга тема. Вие сте собственик на Ником, да ми одговорите кратко. Од обезбедување сега влегувате во здравството. Лаборатории, имате PCR тестови, имате секакви тестови. Зошто кај нас се толку скапи PCR тестовите? Јас, според тоа што сум го правил разговори со различни луѓе што живеат низ светот, дури во најбогатите држави не се поскапи од 20 евра. Кај вас, еве, шукер падна цената, мислам дека 1400 евра. Што се случуваше и дали поради тоа ви се налутија другите конкуренти?
Апсолутно, значи кога решив да влеземе во тој сектор, ние се водевме од тезата дека безбедноста и здравието се најважните елементи за едно семејство. Безбедноста веќе имаме доста развиено, нема дом, нема фирма, нема мал бизнис, дуќанче кај што не сме присутни. И ни беше потребно да влеземе со таа примарна здравствена заштита која што се запостави во последните десетина години во трките по скапи и модерни болници. Баш тоа што е најнеопходно, домашна посета, брза интервенција, лабораториски тестирања по достапни цени, не кажувам за секого, но за повеќето. Така што се решиме да влеземе во тој сегмент, влеговме сериозно и најверојатно погодивме некои интереси тука и затоа сега во моментот и малку сумината пети на опозицијата. Но Тоа е за законот за здравствена заштита, дека сакате да ги приватизирате, да ја приватизирате брзата помош. Не е точно тоа, тоа е спин политички на Мицковски и на тој Апасиев, значи не станува збор за приватизација, станува збор да се даде можност и на приватни фирми да обавуваат дејност брза помош. Инаку точно е дека тестовите цените ги спуштивме, минатото лето беа и 1000 денари PCR тестовите, а пред да почнеме ние во одредени лаборатории тестовите беа и по 4 и по 5000 денари, луѓето чекаа со часови, закажуваат денови унапред. Кај нас капацитетот е огромен, имаме десетина шалтери, не се чека, нема редици, нема закажување, работиме 24/7 и тоа е тоа што им пречи на конкуренцијата. Меѓутоа конкуренцијата не ми е важно што мисли, важно ми е што мисли народот и како е неговиот фидбек во однос на нашиот бизнис. Ако не е деловна тајна, колку е набавна цена? Колку? 10 евра да на еден PCR тест? Не е 10, помалку е. 300 денари. А се наплаќаат по 2, 3, 4, така? Најефтино тука е конкуренцијата, 2000 сега во момент. Кај нас 1400, затоа што имате сега, тука имате и машини што треба да се купат, има и доктори специјалисти кои што се добро платени, така да не се жалам, има профит, меѓутоа профитот е во нормални граници. Јас сум задоволен со тоа, малку сум задоволен. Не сакам за 3, 4, 5 пати да имам профит, доволно ми е и 20-30% да ми остане. Ние сме Во Бугарија колку пари се да или таму се е на државно? Во јавно здравство. Во Бугарија 50 евра, 100 лева е во Бугарија, државата донесе како се рече тоа државна цена да мора секаде да биде исто. И цената е 100 лева. 50 евра. Кирил Лазаров, Никоп, благодарам за гостувањето. Да се видиме во студио тука да зборуваме малку подетално за тие бизнис аспекти, не само Македонија, Бугарија, туку и регионално поврзување и отворен Балкан. Благодарам уште еднаш. Благодарам, Столе, имајте убав ден и многу поздрав до вашите слушатели. Поздрав. Стадион. Емисија за вашата вистина.